Водопадот на Божилакот. Биби и Боби станаа мошна рано тоа утро. Зошто? Затоа што планираа подолго патување, дури до скриената долина. Тие требаше да го поминат викендот кај нивните пријатели, еднорозите. Но, кога по 2-3 часа пристигнаа во скриената долина, Биби и Боби се зачудија, затоа што не здогледаа ниту еден еднорог. И каде се сите? Нема ни трага, ни глас од еднорозите. Не знам, да не се случило нешто? Леле! Каде? Што ќе правиме сега? Леле, Божилакот! Леле, Божилакот! Брзо да видиме што се случува. Биби, Боби, добро што сте тука. Ноќеска се случило нешто ужасно. Што се случило? Што? Некој го украл Божилакот, најголемиот Божилак во скриената долина. Кој би можел да го стори тоа? Биби, Божилак беше... Виножитото. Да. Па тоа е страшно, но ние заштитниците на шумата, ќе го најдеме крадецот. И тоа веднаш. Така е! Јеј! Биби, Боби, и јас ке дојдам со вас. Ви благодарам што ни помагате. Биби, Боби и Алфеј, придружувани од Зази и Зина, појдоа да ја испитаат околината на водопадот. Гледаа и горе, и долу, и лево, и десно. Речиси изгубија надеж. Но, кога... Леле, Боби, ми исплаши. Па што правиш таму? Има мал тунел зад водопадот. Дојдете да видите што најдов. Чекореа долго низ мрачниот тунел, кој се чинеше како да нема крај. Конечно, здогледаа светлина. Тоа беше другиот крај на тунелот. А кога излегоа надвор, знаете ли каде се најдоа? Джинови? Леле, каде дојдовме? Вау, никогаш не сум бил тука. Какво ли е ова место? Ова ми личи дека е џин земја. Мора да е џин земја. Џин земја? Чекај малку, па тоа беше местото каде што живееше... Џинот од волшебниот молив. Но Биби, тој ми кажа дека во џин земја живеат и многу лоши џинови. Неговите браќа, сите се лоши. Видете? Лоши џинови! Сигурно некој од нив го украл Божилакот. Но кој? Ке си видат тие убаво. Биби, Боби, има многу џинови. Што да правиме? Треба некако да се шмугнеме покрај нив и да го најдеме мојот пријател џин. Тој може да ни помогне да откриеме кој го украл Божилакот. Ми текна. Слушнете ја мојата идеја. Џинови! Хајде, фатете ме ако можете. Така, Биби и Боби поминаа покрај џиновите и продолжија понатаму, на другиот крај на џин земја. А Алфеј се вивна високо во облаците на големо незадоволство на лошите џинови. Никаде го нема Божилакот. Да, а го нема ни мојот пријател џин. Ги измамивме лошите џинови. Она му здогледав една далечна куќа. Одам да истражам што има во неа. Тоа беше џинот од волшебниот молив, стариот пријател на Боби и неговите мали џинчиња. Да, тие се забавуваа лизгајки се по Божилакот. Ој, Боби, па тоа си ти! Дојде да ме посетиш, леле. Да не ги сретна моите браќа. Да, ги сретнав твоите браќа, едни невоспитали џинчишта, но не дојдов за нив, а не дојдов ни да те посетам. Дојдов затоа што на нашите пријатели еднорозите некој им го украл Божилакот, односно виножитото, односно ова.
Извини, Боби. Извинете сите. Но јас сакав да им направам тобоган на моите мали джинчиња и... Оф, леле. И го украде нашиот божилок. Засрами се. Се срамам. Многу се срамам. Верувајте ми, јас не сум лош джин. Јас само сакав едно малечко тобоганче. Ете. Джину, да се договориме вака. Ако ти помогнеме да направиш едно малечко тобоганче, дали ќе го вратиш божилокот назад во скриената долина? Ај, да, Боби, ветувам веднаш ќе го вратам. Леле, моите мали джинчиња. Ај, ја. Нашата весела дружина му помогна на Джино да направи тобоган за джинчињата, а тој веднаш го врати божилокот кај еднорозите. Нашиот божилак! Нашиот божилак! И така, повторно се беше во ред. И во скриената долина, и во волшебната шума, и во джин земја. Добро, сега во джин земја и не беше баш се во ред, но за тоа ќе ви раскажам повеќе во друга сказна. Довидување, другарчиња! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Здраво, јас сум Биби, сакам танцови и риби, карате, природа и многу игри. Ама за да можам да играм, треба да е чисто. Мојот сосед Боби мисли исто. Јеј! Здраво, јас сум Боби и го барам зази најчесто ни соби. Мојот изум може насекаде да допре, ако тој времето мене ми го сопре. Ќе направам да нема пластични кеси во Охридското езеро каде си. Ја чуваме шумата, тоа е окей. Заедно со мајката и бебето змеј. Внимавај само, каде ти одиш, вештерката знае да нима ти води. Замисли желба, исто како нас, и чекај да ја исполни Дедо Мраз од нас. Земјата е мала, треба да се чува, чувајте ја добро, зашто нема друга. Заедно сме сите во овој наш свет, подајте си рака и подарете цвет. Земјата е мала, треба да се чува, чувајте ја добро, зашто нема друга. Подајте си рака, подарете цвет, заедно сме сите во овој наш свет. Дечки, ваков е нашиот план, да не се правам паметна, ама веќе знам. Загаден воздух не е баш во ред, да одиме во школа со велосипед. Дечки, јас се согласувам со Биби, нека биде пример, секој да ја види. Има нови правила, нема да се сменат, джиновите научија да држат хигиена. Така треба, супер хипи-рипи, да научат и децата нов збор принципи. Тик-так, времето ни мина. Дувна силен ветер, може би е зина. Бидете храбри, упорни и своји. Да не почне Боби на германски да број. Чувајте се зашто ќе проба да не сопре, вештерката што сака до сите нас да допре. Земјата е мала, треба да се чува, чувајте ја добро, зашто нема друга. Заедно сме сите во овој наш свет, подајте си рака и подарете цвет. Земјата е мала, треба да се чува, чувајте ја добро, зашто нема друга. Подајте си рака, подарете цвет, заедно сме сите во овој наш свет. Биби, Боби, Биби, Боби, Биби, Боби, Биби. Боби. Биби и Боби ги учат најмалите! Буквата Р. Здраво, драги другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Р.
Ајде да видиме како се пишуваат малата и големата буква Р. Прво, големата буква. А сега и малата буква. Ајде, обидете се и вие да ги напишете во пишуванката на Биби. Пишуваме во мојата пишуванка. Токму така. А потоа играме што? Па да, на буква. Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имења на буквата Р. Например, на буквата Р можеме да го споменеме рисот, кој го има и кај нас во Македонија. Еден рис живее токму во волшебната шума. Да. А животното ракун живее во Северна Америка. Хео! Иако разбрав дека еден ракун се доселил во волшебната шума. Колку прекрасно! Имаме ракун! Јеј! А што знаеме друго на буквата Р, Боби? Јас знам. Знам и неколку растенија. Еве, цвет роза, овошје рибизла, зеленчук репка. Браво! А ние имаме и едно другарче на буквата Р, нели? Јеперипи! Пароботчето Р1. Р1 е мощно паметно роботче. Тоа еднаш направи дури и... Ракета! Леле, колку беше интересно! Еј, Боби, дали сакаш сега да играме играта Препознаја буквата? Па секако! Ајде, другарчиња, да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат нештата на сликата. Ја има буквата Р на почетокот од зборот, каде во средината од зборот и каде на крајот од зборот. Еве, јас ќе почнам прва. А зошто ти? А зошто да не? Немам одговор на ова прашање. Па вака. На почетокот од зборот ја има во риба и рак. Во средината од зборот ја има во црв, граф, гитара, брод, ја има два пати во зборот верверица. Браво! А на крајот од зборот ја има во тигар и гуштер. Јеперипи! Биби и Боби знаат се! А сега знаат и нашите другарчиња. Јеј! Туку, другарчиња, ние дојдовме до крајот на ова видео. Но ќе се видиме повторно во следното видео. Биби и Боби ги учат најмалите. И знаете која буква ќе учиме? Ќе учиме буквата С. Супер! Сладолед! Има сладолед? Па има, баба купи пред малку. Епа, што ме така? Довидување, другарчиња! Светот на Биби! Детски музички инструменти. Здраво, другарчиња! Има ли некој што не сака музика? Се разбира дека не. Верувам дека и вие, како и јас, сакате да пеете, да танцувате и да се забавувате на убава музика. Денес ќе учиме за музичките инструменти. Тие се задолжени да прават убава музика. Да, се разбира, доколку некој свири на нив. Другарчиња, детските музички инструменти ги делиме на ритмички или удирачки инструменти со кои се изведува ритам и мелодиски инструменти со кои се изведуваат мелодии. Ајде прво да видиме кои се ритмичките, односно удирачките инструменти. Тропалките или маракас се удирачки инструменти. Тие секогаш одат во пар и даваат многу интересен звук. Дрвените стапчиња исто така одат во пар. Со удирање на едно од друго се произведува звук. Триангл е метален инструмент во форма на триаголник. Да, тој се држи во левата рака, а со десната, со метална рачка, се удира на сите страни. Тоа произведува многу звонлив звук. Другарчиња, дајре е инструмент кој се протресува и со тоа се произведува звук. Да,
Има дајриња со мембрана, тенка кожа, и кога ќе удриме на мембраната, се произведува звук. Јеј! Дајрињата најчесто ги користиме на веселби. Другарчиња, знаете што е ова? Ова се кастанети. Тоа се две кружни парчиња од издлабено дрво, кои личат малку на школки. Да, тие се врзани со конец. Се ставаат на прстите и со ритмичко притискање се создава остар звук. Еј, другарчиња, чинелите се метални и тие одат во пар. Имаат форма на чинија, а кога ќе се удрат една од друга, произведуваат звук. Другарчиња, вака искрено, мене ми личат на капаци од тенџера. Нели? Тапан или барабан е најстариот инструмент. Да, има затегната кожа или мембрана и кога ќе се удри мембраната со две дрвени стапчиња се добива тап и силен звук. На Боби ова му е најомилениот инструмент. Другарчиња, следниве инструменти се мелодиски инструменти. Ксилофонот е дрвен инструмент. Тој е составен од дрвени плочки во две редици. Да, на него се свири со удирања со дрвени палки кои на краевите имаат топче. А ова е металофон. Овој инструмент е сличен на ксилофонот, а разликата е во тоа што плочките се од метал. Блокфлейта е дувачки инструмент. Таа има долга цевка на која има дури 7 отвори. Порано била направена од дрво, а денес се прави од пластика. Звукот се добива со дување во блокфлейтата. Другарчиња, сите овие инструменти се детски музички инструменти. Покрај нив постојат и голем број жичени инструменти. Да. Тука се гитарата, мандолината, а и прекрасната харфа. Потоа постојат и ударни жичени инструменти, како клавирот и неговото помало братче, пијаното. Во гудачки инструменти пак спаѓаат инструментите како виолина, виолончело и контрабас. Знаете што? Дувачки инструменти се трубата, саксофонот, кларинетот и тромбонот. Постојат уште многу инструменти кои ќе ги откриваме понатаму. Да, но да не ги заборавиме и традиционалните инструменти како хармониката, гајдата, кавалот. Туку, другарчиња, знаете ли што е оркестар? Тоа е кога повеќе инструменти и луѓето што ги свират се наоѓаат на едно место и произведуваат музика свирајќи заедно една иста композиција. Големиот инструментален ансамбл, типичен за класичната музика, се состои од жичени гудачки инструменти, дрвени и лимени дувачки инструменти и одирачки инструменти. Ако не разбравте нешто од ова што ви го раскажувам, ќе ви објасни вашата наставничка. Таа знае се, навистина. А ние се гледаме повторно со нови знаења во Бибиверзум.